вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Како што веќе знаете, јас сум Елена, јас сум вашиот домакин, односно вашата водителка и верувам дека ќе си поминеме супер и во ова денешно издание на Фидбек со Елена. Покрај мене во оваа епизода, впрочем како и во секоја, ќе го имаме и DJ Брик, кој што ќе биде одговорен за добрата музика. Ги имаме сите овие прекрасни луѓе кои што за жал вие не можете да ги видите, меѓутоа се зад камерите, се горе во режија, во продукција и така натаму. И сакам вака уште една јавна благодарност до сите нив, затоа што без нив оваа емисија не би била тоа што е. Друго што би сакала да кажам е една голема благодарност и до сите вас, до гледачите, до сите оние кои што не пратите на нашите социјални медиуми, на нашите социјални профили, заради тоа што сите оние коментари кои што стигаат до нас, сите оние позитивни критики, па дури некогаш и негативни, конструктивни критики, сакаме да ги прифатиме заради тоа што тие не прават да бидеме што е можно подобри и да бидеме поприфатливи, се разбира, за вас, за публиката од онаа страна на малите екрани. Како и да е, денеска ќе имаме одлични гости, денеска ќе имаме супер атмосфера, верувам дека супер ќе си поминеме и нема да должам многу. Започнуваме. Останете со нас. Да, тоа е мојот став, знаете, секогаш музиката ме тера да си се разиграм. Меѓутоа и убаво ми е кога имам убави гости овде во студиото на Фидбек и затоа што знам дека убаво ќе си поминам и така некако ми доаѓа на убава енергија, па зошто да не ја започнеме со игра. Веќе видовте и по фотографиите, меѓутоа како да ја најавам мојата прва вечерашна гостинка. Станува збор за актерка, станува збор за пејачка. Станува збор за девојка која што секако плени со својата појава, со својата убавина, со својата специфичност, би рекла. Инаку потекнува од буквално актерско семејство, ќерка на Силвија и на Ненад Стојановски, сестра Ана Стојановска, сите актери, што актерско семејство се собра, меѓутоа добро. Публиката ја памети по улогите во Преспав, Сенки на Балканот, ја паметат и како сега веќе се повеќе во улога на пејачка, заедно со следниот гостин кој што ќе го најавам малку покасно во Вија Скопје, но нема многу јас да зборувам за нејзе, ќе зборуваме за сите нејзини предизвици, за што прави во моментов. Ќе ја потпрашаме се и се што. Дами и господа, Јана Стојановска. Ајде, добро ми дојде. Ајде, добро најдов. Повели, како си прва? Одлично. Да. Секогаш. Така, И да не така, сум. И да не сум сум, да и не јас сум така сум. некако сакам да си го ставам тоа во умот и да не си. Ама Мора сега да стварно сме сум. Добро ми, супер, уште во старт се напивме едно кафе и можеме да стартуваме. Yes. Јана, она првично прашање, актерка или пејачка? Што би одбрала? Или, па нема. Значи како има оние мултифункционални subjects. Така, да, што би ги спојила? Би ги спојила двете во едно. Па и споени се самите по себе се споени во едно, пошто се споени во мене, а јас сум едно. Така е. Мислам, не знам, ова со глумава ми е повеќе наследство од дома, пошто како што рече баш буквално Сите сте актери, луѓе што правите по дома. Баш така, а музиката ми е нешто што е мој исконско, нешто што со кое што сум родена и со кое што силам прилике сега со ново настанатите услови во животот, почнав да го развивам и многу сум благодарна. Браво. Кога би требало да се вратиме на актирството, театар или филм? Бидејќи те има и таму и таму. Интересно е заради тоа што театарот е, ако споредуваме со спорт, театарот е една, тука се држи кондицијата, тука се пробите поактивни, тука е дружењето со колегите, тука се размислувањето, тука имаш многу повеќе време да се бавиш со глумата како уметност. Так. А на филмот е многу по-брзо све
И тоа доаѓа како, ако е театарот, ако го доживувам како место за тренинг, тогаш филмот е место за надпревар. Заради тоа што е друг тип на медиум, многу повеќе друг тип е, различно е, меѓутоа ајде нека некако имам чувство дека во театарот ако првиот пат било едно, втората игра може да биде друга, третата представа да биде трета и така натаму, додека во филмот тоа е тоа. Емоцијата се снима и врзана е некако емоцијата, така е. Кажи ми, настап пред полна сала или интерен некој камерен концерт? Полна сала. Полна сала, нормална. Утринска или нокна птица си? Едното и другото. Кога како? Едното и другото, да. Се менува тоа, се осцилира. На амплитуди, така, сите сме такви. Спонтан настап или долго подготвуван перформанс? Па јас не сум некој импровизатор. Јас сум, мислам, имам такви хазардерски моменти, ама повеќе на импулс. Инаку сакам да сум спремна. Добре, да ти онака си подготвена, под конец и да се стартува. Да знам и јас што правам и тие околу мене што прават, да знаеме сите што правиме, затоа што е некако кога ќе седнеш во сигурна кола. Подруго е, точно. Живот без глума или живот без музика? Тоа е истото, слично прашање на... Зашто ми направи ваков услов, се подголтнав ми дојде не го одговарам. Добро. Комедија или драма? Па кај мене, видиш, кај мене едното и другото. Едното и другото. Не би можела да одберам, затоа што едното ти дава еден тип храна, другото друг тип храна. Јас многу ја сакам тагата како емоција и ми е долго време комуницирам со неа и ми дава инспирација во уметничкиот дел за креација и за се. А комедијата е нешто без кое што човек паѓа во друга насока, така е, комплетно. Од глумиците Натали Портман или Кира Најтли? Ме упропасти, значи. Морам. Значи, не знам. Прво се многу слични. Второ, ми се омилени на исти начин. Кира Најтли е рибју хороскоп, Натали Портман е близнак. Они се истиот човек, само поделени малку во некој добро. Истата е. Одлични се и двете. Добро. Од пејачките Алиша Кис или Бионсе? Па, како сензибилитет повеќе ми е Алиша Кис, али како вокал дефинитивно Бионсе. Добро. Скопје или патување по светот? И едното и другото. Скопје, јас сегаш бев за надвор, меѓутоа сега како проаѓа времето констатирам дека човек треба да има своја база, ама и да се движи. Затоа што јас барем живеам по таа филозофија дека човек колку почесто менува небо, толку помалку му се нафаќаат мувли и мов и интересно, треба да го практикуваме ове сите. Умилен дел од Скопје? Сега веќе со ново во Скопје човек не може да ни да каже што кој не омилен дел. Јас возам од 14 години и буквално го имам истражено секое. Имам спомени од секој ќоше на Скопје и немам омилено место во Скопје. Цело Скопје, добро. И омилен настап со Вија Скопје. Да. Со Вија Скопје. Скопје Вија. Скопје Вија или Вија Скопје? Скопје Вија, добро. Јана, се гледаме на позиција. Ајде. Насмевката е повеќе од очигледна заради тоа што меѓу другото додека одат овие фотографии си правиме муабет овде, ама тоа е кога не можете да се доправите муабет, па мора вака да се зборувате и off the record, што би се рекло. Сега, ви кажав дека се радувам кога имам убави гости, односно кога имам гости кои што секогаш имаат што да кажат, кои што се позитивни, кои што се насмејани, кои што се млади луѓе, а успешни луѓе. И тоа апсолутно многу ме радува. Мојот втор вечерашен гостин ми е поврзан со Јана на некој начин, затоа и ги викнав вака во пакет, затоа што се заедно дел од музичката група Скопје Вија. Инаку станува збор за музичар, и тоа сестран музичар, за хармоникаш пред се, и тоа е еден од нашите најдобри хармоникаши,
кој твори музика која што најчесто би рекла дека се темели на етно и фолк музиката, меѓутоа вметнува и некои модерни моменти, вметнува џез моменти и така натаму. Тој самиот ќе ни каже што точно работи. Инаку настапува на безброј концерти, на безброј проекти, соработува со многу познати музичари. И ви реков, како што ви кажав, заедно со Јана се дел од музичката група Скопје Вија. Не зборувам многу, го имаме Мишел Трајковски. Мишел, повели. Каква најава ти направи видео? Така со гушки овде кај нас споменувате. Да. Супер. Како си ми? Одлично. Не знаев како да ве најавам, ама двајцата кога ми дојдовте вака во пакет, убаво ми дојде да што ве видов. Супер. Гледате како една заедничка дружба пред известен период ни донесе една ваква средба и на телевизија. Да, значи што почесто треба да се дружиме. Почесто да се дружиме. Ама од сега е веќе готово тоа. Готово, договорено. Завршено е, дури договоривме и каде одиме вечерва. Така? Да. Добро, хармоника или пијано? Хармоника. Како се реши баш за хармоника? Затоа што е многу специфичен инструмент. Како се реши да свириш хармоника? Хармоника, јас сум имал 5 години, во една ќоше дома, мало хармониче, и сум почнал да ја чепкам, да си играм, да видам што е ова. Не сум знаел што е хармоника. Татко ми ја купил. Така. Ме запишале на часови приватно, сум, проявил желба и понатаму да се дружам со тој инструмент и се другата една долга приказна. И веќе приказната си продолжува, така е. Студио снимање или концерт во живо? И тоа и тоа. Да, различни се, меѓутоа ако треба да одбереш. За да дојдам до концерт во живо ми треба премногу студиски снимки, така да настојувам да бидам на второто, на концерт, но со претходно премногу работа во студио. Добро. Традиционална македонска музика или модерна? Иако создавам ново компонирана модерна музика со светски призвук, без традиционалната музика не можеме, таа е темелот на мојата музика која ја создавам. Апсолутно. Со фолклорни македонски мотиви. Знаеш кога ќе кажам онака дека тоа е всушност изворот на македонската музика и зошто да бегаме од него? Нема бегање, тоа е во нашиот код. И ми се допаѓа што и ти и Јана некако тоа убаво го склопувате во една убава приказна која што се гледа во вашите песни и во вашите изведби. Соло настап или настап со бенд? Настап со бенд, дефинитивно. Секогаш сум за тимска работа, да. Имаме одличен состав, сите се... Ми рековте дека сте 7 луѓе. 7 луѓе, најдобрите 7... Поздрав до сите, меѓу другото не можевме за жал да ги собереме сите овде во студиово, но ги поздравуваме се. Имаме најдобрите, значи кој од кој подобри мајстори во бендот и затоа уживам со нив. Затоа и сте успешни. Да. Импровизација или точно одсвирена композиција? Импровизација секогаш. Знаев. Значи знаев дека од тебе ќе го добијам тој одговор, не знам зошто. Да. Посебно кога станува хармоника во прашање, мислам дека тука има многу можности импровизација, сметам дека според мене еден уметник најдобро може да се изрази и всушност можеме да откриеме за каков уметник станува збор преку импровизацијата, бидејќи на сите оние мои почетоци за секој еден музичар важи ова. Вежбаме по ноти, вежбаме онака како што ни е конкретно зададена задачата. Има многу добри и сериозни музичари, но кои според мене се многу квалитетни, но кога е во прашање импровизацијата не можат да дадат нешто свој. Импровизацијата е всушност она своето. Те гледаме и со Игор Џамбазов на фотографија, имаш и ти еден куп соработки со голем број на музичари, меѓутоа за тоа ќе позборуваме малку покасно. Голема сцена или интимен концерт? Во зависност од бендот и репертоарот. Суми за голема сцена. Едното и другото си има своја убавина, така е. Например, со Скопје Вија имаме репертоар и за на мала сцена. Најдена мала сцена, гужва. Убава журка. Па како не? Тука им ги гледаш лицата на сите, емоцијата на сите. И е преубаво, да. Топол амбиент. Баш ми е драго. Добро. Скопска, балканска или светска турнеја? Светска турнеја со скопски фраерски дух да го однесеме сегде треба та. Тоа е тоа. Аплаус од публика или аплаус од колеги, музичари? Што повеќе ти значи? Од публика. Браво. Цигани љубљат или Под ова небо? Па Под ова небо е наша авторска. Многу си ја сакам таа. Таа е моја и на Јана, дефинитивно авторското, нашето на прво место секогаш. Добро, одлично, ќе ја слушнеме покасно. Омилен твој настап?
некој што би го издвоил, онака да речеш, ова е настап кој што ќе го паметам? Многу има. Последнава година имавме многу настани. Ајде да издвојам сега. Имав два прекрасни концерти во Будимпешта. Едниот беше мој авторски инструментален, кој бев заедно со маестро Хилми Баки, нашиот виолинист. И вториот беше заедно со Скопје Вија. После неколку месеци поминавме фантастично. Коментарите од странската публика беа, конечно, сме слушнале многу джипси бендови низ Европа, но конечно го донесовте оној оригиналниот вистински звук. Може публиката нема да види, меѓутоа ти можеш да видиш дека се најжив. Искрено се радувам на успесите и на вакви луѓе, како што реков, кои што впрочем сте амбасадори, исто како и Јана, не само со музиката, него и актерската игра и сето тоа, вистински амбасадори на она што ние го имаме како едно богатство во Македонија. И кажи ми, Чедомир Митровски или Милан Завков? Милан Завков, дефинитивно. Закон. Милан Завков, кралот на хармониката, кога е во прашање македонската музика, ги научивме сите лекции од него, имаме уште многу да учиме и за жал прерано почина и сметам дека треба да ја продолжиме традицијата и да ја негуваме неговата музика и неговиот стил кој ни го остави. Тоа едно големо богатство, бидејќи стана тренд да на многу од младите музичари овде во Македонија им се идоли странските хармоникаши, односно хармоникаши од Србија, Бугарија, Романија и Хрватска, и некако се така го избегнуваме она што е наше македонско и автентично. Треба да сме многу горди на тоа, така? Да, треба да сме горди, бидејќи ние сме најталентираниот народ, тоа можам со гордост да го кажам и да го потврдам, но мораме да ја носиме нашата музика надвор, а не да се надпреваруваме со странските хармоникаши, свирејќи нивна музика, бидејќи колку и да тоа подобро го изведеме од нив, никош нема да бидеме подобри од нив, бидејќи тоа е нивно. Нивни фолклор. Ако сме во Србија, не можеме да го свириме подобро тој фолк. Можеби одредена композиција ќе одсвириме подобро, но да го ставиме тоа да си го работат они кога што знаат, а ние да ја носиме и презентираме нашата музика. Убаво го кажува, супер. Се гледаме на позиција. Ајде, чао. Еве сме на позиција. Јана ми види дека ќе направиме кореографија на музикава што одеше, така? Пам пам, пам пам, така некако оди, а Мишел ќе ни засвири. Ќе ви засвирам. Договорено е. Па ајде уште еднаш официјално, добре ми дојдовте од оваа страна сега на студиото, каде што ќе си направиме еден лабав муабет. Јас морам на публиката уште еднаш да ја кажам дека ми е исклучително задоволство што си ги имам овде вечерва со мене и ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание, се разбира со оглед на муабетот и прашањата што ви ги имам подготвено за денес. За почеток, кога беше моментот кога двајцата свативте дека сцената ќе биде вашиот избор и вашиот живот? Јана, кај тебе претпоставувам дека е тоа веќе и генетски. Немаше нешто многу опции. Повелете. Ајде, Мишел, кај тебе кога беше моментот кога свати дека ова е тоа што сакам да го работам? После неколку часови по хармоника. Така и да. На првиот не бев сигурен. Добре. Што не знаев дали ќе научам да свирам хармоника. На вториот веќе научив многу работи и сватив дека тоа е тоа. Тоа е тоа. Јана, имаш ли некакво размислување во однос на тоа дали сакаш да бидеш на сцена или едноставно тоа си одеше, си течеше нормално со текот на време? Па никако немаше нешто, Бог знае колку многу опции. Тоа беше кога се одеше на работа, се одеше во театар и мама и тато и дедо и баба не чуваше да одеше. Така. Она беше учителка во средна школа, предаваше протетика, ама тоа не беше работа, пошто баба ми, например, јас кога се родив, сум се родила, дала, пошто многу рано се вработила, дала оставка за да може да ме чува. И баба не одеше на работа. Така, што беше одење на работа, беше по театар, или театар, или сет, или ќе идеме дедо да го гледаме кај што снима, или ќе те земат од градинка или од школа и ќе те однесат на сет, пошто таму се и тато и мама или не знам како. Многу интересно, бидејќи немате оние професии од типот на јас сум архитект, јас сум доктор, јас сум не знам што, не знам како. Сте размислувале ли што би биле доколку не би биле уметници? Да. Што? Па јас со коњи ќе се бавев или ќе возев? Да, ти јаваш коњи, така.
Нешто поврзано со животни. Нешто со коњи сигурно. Добра, Мишел? Со спорт ќе се занимавав, тренирав ракомет и не продолжив само поради тоа што дојде моментот кај што требаше да се одлучам. Или музика, или спорт? Рацете ќе ги чуваш за ракомет или за фудбал. Една добре. две не може. Не може. Да, и си продолжив со музика, веќе имав 3 освоени први места на надпревари по хармоника и сметам дека правиот избор беше тоа, да, но сум секогаш да наоѓам време да спортувам, се помалку имам време за тоа и нема нешто поубаво од спортот. Апсолутно се служувам. Јас искрено морам да признам дека секој слободен момент, ако го имам, нормално би сакала да го искористам, да некакво вежбање, тренинг, во најмала рака прошетка нека или било како. Како се најдовте и како се споивте вие двајца? Па, нашата приказна датира. Да видиме од која година? 18-та година. Од кога Мишел се роди? Да. Па добро, не е од многу одамна. Не е многу одамна, тоа сакам да кажам. Па не е многу неодамна, па има 7 години, 7 години, не, да, 2018-та. Ај кажи ти таа приказна, ја ќе поврзам се ова. Видеоспот треба да снимам за Тарантино Джез. Тоа е мојата единствена композиција од мојот прв албум која некако скрчна од оние фолклорни патишта кои нели разговаравме за таа претходно и решив дека за таа композиција треба да има еден посебен спот, видеозапис. Со Огнен Шапковски го работевме и му викам на Огнен, а што мислиш да вметнеме актери, да се случува нешто поразлично од досегашниве видеозаписи кои се снимаат кај нас. Од секогаш некако ме влечел театарот, уметноста, филмот и сметам дека можам да направиме една интересна спојка со хармониката. Да ја урбанизираме хармониката, мене тоа ми беше планот искрено. Не е хармониката само за свирење по прослави домашни и така натаму. Ајде сега да покажеме дека со многу интересен инструмент хармониката, искрено. И така дојдовме до муавет дека треба да ја поканиме Јана Стојановска, популарна актерка и во моментот беше во тренд со Сенки над Балканот. Викам супер, побарајте, ајде супер, дојде во спотот, помина одлично. И сите бевме радосни што создадовме еден одличен видеозапис и тука приказната заврши. Тука приказната заврши, јас бев еден период во 2024-та? 2023 година јас во Суботица пеколно жешко некое лето. Со дете во хамбургер јадеме и слушам, пошто жив е градот, има еден многу убав плоштад и тука проток, слушам свири песнава Тарантино Джез. Така. И викам што се случи, нашиве до Наши луѓе трчај, трчи, доаѓам и гледам тројца, свири еден на хармоника, еден дечко, ама не сум ја таму. Да, ама не си ти, Што се окей. деси, ја слушнав композицијата, Тарантино Джез ја свиреа во Суботица, викам, види човеч, види што убаво. Непосредно брзо, значи 24 март, на денешен ден. Да, тоа сакам. На денешен ден. Да. Се сретнавме исто во емисија. На денешен ден пак сме исто во емисија. Опа! И почна приказната повтор пат, да. Се врати во Скопје и фактички се најдовме, да, таму, со тоа што ја знаев дека он ќе биде таму, пошто зборев со продуцентот, со Томи Салковски, вика, ајде дојди на емисија, викам, ајде, супер, баш ка вика имаме музика, вика, ќе пееш. Викам, да, супер, кој има, кој? Вика, па сериозни музичари има, Мишел Трековски, вика, е таму. Викам, шо збориш? И ја го спремев целиот джипси репертоар, затоа што имав подмолна идеја дека треба да ги навлечам да свириме, пошто јас сакам джипси бенд више уште пред да се појави Барселона джипси оркестрата преку 15 години. И значи колку е тоа, некои 2-3 години, практично пред 2 години активно веќе дружите и функционирате заедно. Бидејќи настапувате заедно, кој има повеќе трима од вас пред јавен настап? Јас. Да? Па, добро. Инаку сметам дека тремата е добра. Кога немам трема, нешто сум нитално. Нешто не е во ред, јас така викам. Еве колку години сум и на телевизија и на екрани, сека нема кој, немаш она мала барем трима. Како ќе биде, што ќе биде, дали ќе испадне добро, нешто не чини. Добро, јас немам
Добро, не зборуваме се за трема, да ти се тресеш нешто. Не, се чувствува кај мене една мала доза на напнатост поради големата одговорност. Имаме 7 луѓе на сцена и сум задолжен за целиот состав. Да звучи виолината до контрабасот, до кахонот позади и кога ќе почнеме од третата песна некако ме држи така таа додека да се обуди. Па не, додека чујам и не потврдам дека сега е се окей, звукот е добар, немаме технички проблеми, забавата може да започне. Само поради тоа, иначе верувам во момците, верувам во Незе, веќе сме влезени во... Претходно го направивме муабетот во смисла дека во денешно време има стварно плејада на музичари. Сега и со ова вештачката интелигенција веќе не знаеме што е вистинско, што не е вистинско. Кој колку на вистина добро пее, колку не. Па јас зашто не ја земав хармониката, да не ме провалиш за тоа. Да, мисли си ти така. Јас знам се за тебе, остај ти таа работа. Друго ми беше муабетот. Дали, односно што треба да поседува еден музичар, еден уметник, во било каква форма, сега дали актерска, дали музичка, не е важно, за да биде виден, за да биде посебен, за да биде препознаен од публиката. Талентот е неспорен, значи верувам дека без талент не може да се оди напред. Меѓутоа, што е она другото кој што треба да го поседувате за да рече некој, ама се добри. И Ана колку добро знаела да пее, и Ана колку е добра на сцена, или колку Мишел тоа добро го прави. Што? Енергија. Добро. Енергија и контакт со публика. Она некако тоа знае да го преточи од театарот на оваа наша музичка сцена и да им покаже на сите оние кои се... А многу е важен контактот со публика. Замисли, дојдеш као дрво некоја, си отсвириш, си отпееш и... Нема да има ја завршивме работата. Публиката многу добро го чувствува тоа. Јас би рекла искреноста, нели? Да си искрен со публиката. Не може да пројде, ама треба пред се да ги завршиш работите од дома. Тоест, да ги завршиле твоите родители, луѓе од твојата околина, значи без верба во себе. Така е. Тоест, само до верба. Немаш ништо. Значи има луѓе кои што не се талентирани, нема да ги набројувам, меѓутоа излегуваат и прават шоу, затоа што имаат само до верба. И сега фалшира се губи, ја слушавме сега. Кога би можеле да замислиме колку оние многу талентирани луѓе со преголема самодоверба, што они би направиле, го превртеле светот наопаку. Така е. На позитивен Кога би било така е, плюс талентот и плюс самодовербата и плюс енергијата што ја зборуваме на сцена, искреноста со публиката и цел оној контакт што треба да го имате, тоа е тоа. Пошто имаме ние многу примери кај нас. Овде колку искрен ќе бидам, неквалитетни луѓе газат на сцена. Па да, со таа нивна енергија и самодоверба и некако на луѓе им си интересни на крај што ќе им понудиме тоа слушаат. Многу чисто не сакам да ми се налути публиката кога ќе кажам дека, односно гледачите, некако почнавме со публика, па добра публика е и тоа, гледачка публика. Многу шум некако ни се протна во Скопје, во Македонија. Не знам кого да кривам овде. Дали ние немаме доволно капацитет да направиме доволен број на концерти. Дали тоа што е странско, што рековме претходно, повеќе се цени. Странско зборувам се балканско, дали е тоа шум музика, дали е турбофолк, дали е народна музика. Повторно ќе кажам, не викам дека е тоа лоша музика, меѓутоа да речеме повеќе се цени тоа отколку што се цени нашето. Каде е грешката? Кај нас е грешката. Добро. Мора да почнеме од самите. Никој друг не ни е крив. Силно влијание имаме од странска музика, од српска музика, од секаква музика. Може 5 концерти да наполни никој од... Ама они полнат со нивна музика. А ние на нашите забави, кога мислам на ние, мислам на сите нас. Да, на уметниците, на артистите. Некако ни е полесно да се служиме со нивните песни, заврши си ја работата и толку. Затоа ние како бенд започнавме и веќе работим активно на наша авторска музика. И веќе три наши авторски песни по неколку пати ги пееме и изведуваме на нашиот настап. За да се навикне публиката и во странство и веќе тука почнуваат да ги подпевнуваат. Тешко е, веќе имаме силно влијание од странска музика, а 99% се служат со странска музика, балканска музика.
така е полесно да се дојде до брзи пари, да се отсвири вечер, да направиме добра забава. Сите ќе се... Ти кога ќе отидеш во ресторан, сакаш да ги слушаш сите хитови, на крај не ти е битно кој е изведувачот од другата страна, да ти ја погоди песната. И некако така сите почнавме да се шлепаме на таа тема, да ја завршиме работа. Мора да се создава авторска музика. И таа авторска музика да не ни биде незгодно да ја изведуваме пред нашата публика. Да се служува. Дали повеќе уживате во процесот на работа, во смисла снимање во студио, тоа што претходно ти го пустив тебе, Мишел, како прашање, снимање во студио, процес на враќање, невраќање назад, неисправно отпеано, врати се постопати и слично, или пак јагутката на шлагот кога ќе излезе самиот продукт, производ? Види, тоа се, мислам, зависни процеси се едниот од другиот, ама во што лично повеќе уживате? Јана, тоа исто кај ти би карактерството, дали читачките проби или кога си веќе на сцена? Ја еве да се надоврзам на претходната тема. Изведувањето кога си веќе на сцена, кога е се готово, кога е завршена работата, е многу по-профитабилно него креативниот процес. Така. И мислам дека еве апел до сите уметници, тоест музичари, особено креативно способни кои што знаат да направат свое, да се фокусираме сите повеќе на тоа да создаваме нешто со кое што ќе ја стекнеме самодовербата, да можеме да се надпреваруваме надвор, за да не мораме да чекаме тој некој од Србија или Бугарија или не знам веќе каде да си кој што си ја завршил својата работа креативно, влегол во студио, ги завршил сите работи, си го завршил маркетингот. Така. И ние сме се закачили и тоа и за тоа и тоа го на тоа заработуваме. Зошто да не? Затоа што е потежок процесот. Сега пак е многу ти е добро прашањето заради тоа што за да бидеш прав уметник треба да уживаш у целиот процес. Така е. Јас уживам кога ќе седнеме, чекај, не ова тука, па ќе се раскараме, па чекај, па не ова сега тука, па ќе се фатиме за врат. Вие и голема група на луѓе како се Не е воопшто лесно да се разбереме, но затоа нештото ќе не одвои од останатите. Можеби и тука е одговорот на претходното прашање. Се избегнува некако, добро се маневрира тој авторски момент и снимачки момент, бегаат од тоа поради тоа што можеби не се комфорт зона и не поминува. И сега го профитабилно. Така, ти за да направиш нешто свое, треба да одвоиш време во кое што не си заработил дента, па после тоа утре денета одидеш да платиш студио, па после треба да платиш спот, па треба да платиш. Едноставно кошта тоа. Значи на годишно ниво ние вложуваме пари. Можеме слободно да кажеме дека се уште не сме почеле да заработуваме од овој бенд, а многу сме среќни кога имаме настапи и редовно имаме, но ги реинвестираме парите во студио, во нова гардероба и слично. Тежок е тој процес на создавање, бидејќи знаете како еве конкретно јас сум веќе автор на 2 музички албуми, сум учествувал на многу композиции, многу песни, не само во Македонија и надвор. И многу ми е тешко да одлучам, оваа верзија е таа, финалната и ајде да ја пуштиме. Ја преслушувам и многу е макотрпна таа работа. Тоа сакам да го прашам, откако ќе излезе веќе песната, сте се запрашале ли? Ова можеше да звучи малку поинаку. Јас кога ќе ја постирам веќе не се занимавам со таа песна. И веќе подолг период и не ја ни слушам. Бидејќи завршена работа е, затворена, спакувана. Можете да замислите колку минути е преслушана таа музика пред да се објави. Многу. Верувам. Неколку месеци, 3 минути материјал и тој се врти секојдневно. Па само гитарата, па само виолината, па само вокалот, па секој да слушне дали е задоволен од своето. Али пак ќе кажам, на крајот кога ќе објавиме нешто наше, е нешто најубаво. И тоа останува за секогаш, бидејќи и после 15 години може ќе стане хит. Не мора одма. А ние сме тука да чекаме, да се надеваме дека нешто меѓувреме да не застануваме, да работиме на нов материјал. Супер. Ќе направиме мала кратка пауза со вашата numera под ова небо, така? Да, потоа ќе зборнеме и за вашата нова numera која што треба да излезе каде и да е. Каде и да е. Добро. Рижи, ако може, Скопје вие, ги слушаме со под ова небо.
и битки еден против друг, но и против други сме војувале. Од ова небо, исто небо ти и јас, исти ваздух дишаме. И наши се кафаните и драмите во нив што ги правиме. Од ова небо, исто небо ти и јас, заедно 100 години ќе се среќаваме. Децата ќе трчат, по пивот ќе ги праќаме. Ова небо ти и јас, со иста топка фудбал игравме, а еднаш знам се сеќава, и една иста женска бркавме, и толку пати, драги мој, на помош си притрчавме. Таблашак се вртеше, овај живот убав е. Од ова небо, исто небо ти и јас, исти ваздух дишаме. И наши се кафаните и драмите во нив што ги правиме. Од ова небо, исто небо ти и јас, заедно 100 години ќе се среќаваме. Децата ќе трчат, по пивот ќе ги праќаме. И ете сме назад во студиото, ја слушнавме песната, дечки. Одлични сте, нема што да се каже. Нели? Мислам, тоа е неспорно. Моментот е да го вклучиме и DJ Брик, нашиот Љупчо. Здраво. Здраво, Љупчо. Да ни поставиш одредено прашање на нашите гости? Во последно време ми ги читаш мисливи и ми ги крадеш прашањата, ти Стварно? кажи. Па ја морам да Па бидам ти на спонтан. таа фреквенција сме, не може веќе, Више немаме. телепатија. Да, така е. И сега морам спонтано да Нешто, измислам ајде. прашање. Измисли Ајде, си повтори нешто. го прашањето, а ќе одговорам нешто различно. Нешто Може и друго. така. Да. Не, веќе ме прашам на кусо. Бидејќи идете по турнеи, јас сте многу интересен состав. Па некоја анекдота да ни кажете вака, некоја случка интересна по патишта кои идете. Да, или на сцена, Или на било сцена, како. седно, да. Ете, интересно прашање. Ај другото ќе се вратам, кој Ја не беше? знам дали смеам да зборам. Не знам дали смеам да зборам, ама мене ми Пази се... што ќе кажеш. Ајде, збори што има вез. Па може, па и тоа, знаете како? Па доста веќе зборуваме само за убавите страни на нештата. Дај да ја видиме и другата Не, страна на сето е- паричката, нели? Во смисла, кои се оние проблеми со кои што се соочувате може би Сето во нема текот на... проблеми, се како што треба. Се мачевме малце со овој, има еден процес се вика Атакарнет. Да. Препорака до сите, немој да вадите Атакарнет, не се шалам. Атакарнет е всушност документ. Чекај, што е тоа, ме збудите се? Атакарнет, да, сите дознавме што е Атакарнет. Прв пат Без слушам, добро? Атакарнет не може инструментите да преоѓаат преку граница групно, тоест воопшто, да. И сега мора да сме сите да патуваме заедно и имаме едно липче кој што треба да добие печат на секоја граница, при тоа тие на границите не знаат каде да се става печатот. Атакарнет. Атакарнет, да, тој е официјален документ за влез и излез на нашите инструменти, гаранција дека ќе ги вратиме, дека нема да ги продадеме, да направиме бизнис со истите. Да, и Леле, тоа што е се сериозна, случува? и тоа е сериозна кочница на млади бендови. Еве, ние на пример, при тоа не е малце пари да ги првиот пат кога излегуваш со Атакарнет, сакаш да бидеш
секако што треба попееш да си легален кога излегуваш да ја промовираш македонската музика, култура, нешто наше, нели еве ајде дојдеме, а не може вика да излезеш. Ти треба печат на секоја граница и плюс првото искачање ти е 250 евра. Воедно, за секој инструмент посебно мораш да оставиш депозит. 30% од вредноста на инструментот. Да, значи ти ако сакаш да идеш да свириш во Србија, на пример, мораш да оставиш 3000, 5000 евра да ги заглавиш колку ни ќе проценат во каде во некој од државни нисам го знаела ова. Не го знаевме ни ние сме шокирани, еве апел до органите ако некој се најде таму на другата страна да гледа, дајте ова луѓе да дајте ова бајтене. Да, значи да не сватат погрешно гледачите. Уредно сите работи ги завршуваме. Не се работи ни за финансиите. Значи, наша должност е да платиме. Тука не кукаме во тој дел. Колку и да кошта, ние платиме. Ја кукам во тој дел, зашто? Сега, што се случува? Не, значи не, во ред е да се плати бидејќи 30% од сумата на инструментите. Станува збор за систем кој ќе ни го олесни транзитот, движењето, односно обука на цариниците и во останатите земји, кои тоа некако ќе го изведат на многу побрз начин. Ние изгубивме добри 3 часа само чекање по граници за до Подгорица да свириме концерт, кога веќе сме платили. А каде е проблемот? Доколку немавме атакарне. Првото прашање ќе беше, имате атакар? Нема. Ајде, назад. Назад? Да. Ама само како муавете, сите слушнале, атакарнет и толку. И ние овој пат викаме, онака гордо, исправени. Имаме. Еве атакарен. Сега шо правиме? Ајде, застанете, па сега кај треба печат да ви ставим? Па вие треба да знаете, не вие. Да. Ова е нешто ново или од секогаш било вака? Па не ги сгрешија печатите, па постигнавме проблем тука. Печатот од Подгорица ставен во Косово, па од Косово, не, окей, тука среќа не разбра. Важи ова за диџеи вака како носат. Па важи. Ја сум пројел, добро. Диџеи, атакарнетот сега? Да си знаеш. Изнесуваш од 200 евра, враќаш од 2000, ја, шверц. Па така? Не, тоа е Ѓорче. Не сум ни знаел искрено, ја само пак го преватејтерам. Еве, мислам дека никој не ни спомнал јавно за тоа. Нема, мислам, многу е... Не сум информиран. Да, прв пат слушам, јас си Треба да пиеме кафе, колега. Да. Добро, ето тоа е. Од анегдотите избрав. Од анегдотите. Одиме второ прашање. Имаш второ прашање? Доста е. Добро. Пред да преминеме на последното прашање, бидејќи сме веќе куси со време, кажете ми само што е она што последно го правите. Знам дека сега ви излегува нова песна, доколку излезе додека практично додека отиде во како премиера оваа емисија, ќе ја пуштиме. Меѓутоа, доколку не, кажете ми за што станува збор. Имам еден член во бендот, нашиот еден од најбитните членови во бендот се вика Хелми Баки. При тоа најдобриот виолинист. При тоа најдобриот виолинист во Македонија и пошироко. Кога одлучувавме кој репертоар ќе го свириме, пошто немаме доволно. Една од песните кои што ги предложи беше Чудна жена, беше Вера. И сега нели тука авторски право вика, не, вика, тоа е на дедо ми песна. Да, дедо му на Хилми Баки, нашиот виолинист, маестро, да, исто Хилми Баки има напишано Чудна жена, беше Вера. Јас се одушевив, пошто тоа мојата баба се викаше Вера. И тоа е една од песните кои што ги вртавме, тогаш Чудна жена беше Вера, баш кај чудна малце песната, знаеш, се дава акцент на таа Вера која што била чудна жена, има малце... Кај жена па и чудна? Кај жена па и чудна. Сега и неа пак ме тера, мислам, има и дадена и емоки на таа Вера, и сакавме да бидеме Вера кога бевме мали. Небитно, битно е дека одлучивме да ја препееме. Да, и направивме една одлична верзија, бидејќи многу 40 и нешто години се поминати од таа прва официјална верзија. Добро е да освежиме, нема се уште таква лайв верзија под сите нишани. Тоа е една од песните, веќе имаме 4 нови, некои од нив се стари традиционални ромски песни кои се уште немаат видеозаписи, одлично аудио. А за Вера ќе има видеозапис? Да, со видеозаписи веќе сите гледачите ќе можат на нашиот YouTube акаунт Скопје Вија
Gypsy Project ќе може да ги слушнат, да ги видат, да уживаат и секако не застануваме тука, во меѓувреме подготвуваме Моја си, тоа е нова наша авторска песна, моја е музиката, текстот е на Јана, аранжманот го правиме заедно, така да се надевам дека до пролет веќе ќе имаме... Ово Јана не го знаеш, се изненади. Па не, учествува. Па Не, учествува. Знаете како? Не мога само пред камера да бидете, мога вистински да бидете. Description доле на YouTube. Сите оние кои учествуваат во идеите, снимено да за после да... За после да знаеш. Чекај сега ти. Сите оние кои учествуваат во идеите. Добро. Па било е тоа една мала идеја, се дел од аранжманот. Така е. Кажете, устави, дали е време да ја побараме на Јана да ни запее нешто? Јас сум за. Можеше чудна жена беше вира ако сме. Не, немаме музика. Може и лажи, вера. Немаме музика. Музика? Ај песна кажете. Не знам. Да видам, може Кажи имам. песна, може имаме некоја. Можеме инструментална верзија да пуштам, ако сакате, можеме така. Лажи вера? Таа не знам дали имам, не. Се шал. Па ти треба да кажеш. Ајде пей со мене, ајде пей со мене, Ајде капела, ајде. Малку барем да ги слушнаме. Идеме. Ај чудна жена, не знам. Може. Ај чудна жена. Не, Може. Рефренот само на чудна. не, ај лажи вера. Само да исклучам. Ајде лажи вера, Ајде, добро. Без вокали На вас оставам. Од кај ќе? Еве. Веќе, најде, гледај. Чудна жена. Еве. Појаче само, појаче. Ујаче. Може ли режи на глас? Без вокала. Без вокал. Ајде. Видиш што ти е диджеј, ја најде. Вира. Ти треба со Браво, нас да Вик. бидеш за работа. Ти правам друштво ако сакаш да стоиме. Мина реко титко течеш. Гледа како е ниска. Ако. И ми носиш тажен спомен. Кај се тие сини, болка в срце ми се точи. Помагај, кај се тие сини очи, болка в срце ми се точи. Ниска е, ама добро. Чудна жена беше вера, се кај неја пак ме тера. Мирна реко така е, мојот живот мака е. Чудна жена беше вера, се кај неја пак ме тера. Мирна реко така е, мојот живот мака е. Браво. Ја најде, Ти благодариме многу, колега. Фала, Брик, така треба. Ви благодарам и на Одлично. вас. Тоа е таа спонтаност. Не мора секогаш да тоа е она импровизација за која што зборувавме, некогаш музичарите, артистите, уметниците мора да се способни да го имаат тоа во себе. Чудна жена беше, добро се, не ја знам баш најдобро, ама why not? Ќе пробаме. Ја пеам одма. Тоналитетот не е тој, идеме, пееме, да. Одиме, ќе се снајдеме, таман работа. Тоа е тоа што ме прави, таа самодоверба што ја рековте, таа уметничка жичка што имате и само напред. Последното прашање ми доаѓа на крај, нормално, тоа е за фидбекот. Односно, кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите? Каков е фидбекот? Јас имам одговор ти. Ајде, Ајде, да чујам. кој прв? Кој прв почна? Па некако, знаеш како има еден биолошки процес, кој сме, што сме, како сме растеле, што сме направиле, што сме родиле, што сме воспитале и еден клучен момент што сме оставиле. Добро. Што сме оставиле ние од нас, додека сме биле присутни на оваа планета Земја, на следните генерации. Моите ми оставиле. Така. Моите родители мене ми оставили. Има моменти во кои што дали е совет, дали е нешто материјално, дали е еве имам јас еден пријател, брат Илија Каров се вика, сега остави на Македонија и остави раса Караманот го заштити официјално. Седна се потврди печат направи стави. раса, имаат раса. Имаме Македонија, има официјално своја раса, се вика Караман. Македонско овчарско куче Караман. Сега да не утнам нешто таму не Така е. Добро. Ама битно ми е дека ние нешто создаваме. Нешто создаваме, прво работиме ка национално, значи градиме нешто свое и тоа нешто свое го Станува, значи впишано е, останато е. останува. Легаси, Тоа е тоа, наследство. легаси, баш Тоа така. е тоа што ми е мене лично како фидбек најдрагоцено. Ето. Одлично. Тука сме негде со одговорот, кој е во прашање
авторската музика која создаваме, која е во прашање инструменталната музика која ја создавам, можам со гордост да кажам дека стилот кој го создадов пред 10 години го практикуваат помладите хармоникаши во Македонија. И сум многу среќен што ете оставам таква трага и градам еден поразличен пат од останатите хармоникаши кои ни дале тогаш правец како треба да работиме. Ете, сум создал нешто ново и веќе се практикува тој стил на изведба и може ќе постане традиција еден ден. Кој би знаел? Времето ќе покаже. Предпоставувам и дека сите оние аплаузи, јас ви виков дека се одјавувам тука заедно со вас, ќе ме пуштите во средина, брикте молам, фотилјата е твоја. Едно време беше и на Јана, да знаеш. Јас сега разбрав дека ми ја земала Јана фотилјата, ама тоа во други разговори. Да ве гушнам. Фала ви многу. Фала ти Фала и тебе. Прекрасни бивте. Се надевам дека и вие убаво си поминавте. Одлично. Мене ми беше супер, вака ми помина времето. Да. Исто и нас. Дори ни фали што е некој прашање. Уште нешто, знаеш ли колку има подготвено, ама мораше побрзо да заврши. Ајде дојдеме уште еднаш. Ќе дојдете, јас ве планирам веќе. Со Плюс ми се хармоника. добри како соговорници, меѓутоа и како соводители, така да може ќе смислиме нешто, не се знае. Фала ви многу уште еднаш. Овде ви кажуваме чао на сите вас. Имајте се прекрасна вечер, имајте прекрасен ден, се гледаме наредна сабота во 19:30.